Го гледам Груевски секој ден, како на било кој начин фрла дрва и камења против опозицијата. 8,5 години сме опозиција. И до ден денеска СДСМ е виновен за се и сешто. Но никако човекот да се охрабри да прифати дебат, дуел. Го повикуваме на секој можен момент и вечерва пак ќе го повикам. Каде сака, на Сител, на Канал 5, на МТВ, на сите заедно, да отвориме дебат, да разговараме за прашањата во Македонија. Ако сака надпреварни идеи на проекти, и за тоа ќе зборуваме. Од сите страни гледа како да изменаџира тонење на државата, но никако да прифати дебата и дуел. Можеме да споредуваме, ако сака идеи, проекти, конкретни дела, па можеме и истовремено да му кажеме дека во Струмица може да му отвориме и бесплатно училиште. Нема да има екстерно во тоа училиште. Но ќе може да му дадеме бесплатни лекции за многу прашања. Да му кажеме како се води една општина и се решават општествени проблеми без ниту еден денар кредит. Да му кажеме што значи гасификација и како може овој проект да функционира и во општините и во Македонија. Како се градат подземни улици. Но на краја да му покажеме што е слобода и демократија, што е дебата, како се води општество без закани и уцени, како е да дебатирате и со политичкиот противник и од 54 амандмани за ова буџетска 2014 година, приносењето на буџетот лани во декември, 52 да бидат прифатени, иако доаѓаат од опозицијата. Зошто ти се проблеми на граѓаните треба да се решават. Да покажеме како ниту еден граѓанин не се враќа кога му треба решение на неговиот проблем и треба неговата општина да помогне. Да му покажеме што значи нормална состојба во општеството, за разлика од тоа што денеска го имаме во Македонија. Ова кога ќе почне, нема да застане. Првото ќе биде доволно да замине оваа власт. Второто ќе биде појако од првото. За неколку дена. После неколку дена ќе се случи и трета бомба. Појака од втората. Па за 3-4 дена ќе се случи четврта. Појака од третата. И нема да застане додека злото не замине.